да ја знаевме проблематиката на детето што беше, би реагирале порано. Матичниот доктор сосем случајно ја откри дека има проблем, некој мал проток на крв. Со следни прегледи кај кардиолог, со магнетни резонанци, со се останато, се виде што е проблемот. За месец дена се интервенираше. Елена Филиповска е мајка на дете со вродена срцева мана, од хиперактивно дете без никакви симптоми, сосема случајно на 15 годишна возраст ја откриваат болеста на незината ќерка. Таа ја дели судбината на уште стотина други деца во земја кои страдаат од срцеви заболувања. 20 од нив беа дел од летен камп во Струган на Црвениот крст и клиниката Жан Митрев, каде преку интерактивни и психолошки работилници има можност да креираат заедно и да учат за себе, беа присутни и цели семејства. Кампов ја овозможи уште повеќе да се осеќа подобро, пошто дојде во контакт со други деца што имаат исти интервенции, исти операции. Така да многу и помогна и долго време не сум ја видела толку среќна. Кампот Моето срце во сите бои се организира веќе 15 години. Идејата е да се покаже дека овие деца не се сами и оти некој мисли на нив. Ние како клиника се соочуваме секоја година со ново дојдени дечиња и тоа од различна возраст. Кај некој од бебе, кај некој сосема нормално функционираат до период на адолесценција, кога родителите случајно ни споделуваат дека случајно е откриенаат дека детето има шум на срце, па оттаму почнува целата приказна за нив. Предизвиците со кои тие се соочуваат се големи, од самиот оперативен зафат па се до периодот поминат потоа. Меѓутоа после они имаат месеци и со години ограничувања во нешто што за нив е примарен фокус. Они имаат несигурности кои што и како влијаат на нивната психолошка состојба кога растат и се развиваат, па може да дојде до социјално повлекување и изолација. Ограничувањата се од типот на кои физички активности се можат да ги изведуваат, односно не смеат да ги изведуваат, и веќе самиот тој факт што не можат да се вклучат во секојдневните активности повторно назад, на сосема ист начин како нивните врсници, на вистина влијае на нивниот, впрочем, емоционален развој. Но некои од нив веќе се успешни спортисти и прваци во одредени спортови после хируршкиот и постоперативен третман. Идејата на комбинацијата на психотерапија и на физиотерапија е децата да бидат пред се ресоциализирани и да забележат дека всушност не се поразлични од другите. Годинава беа присутни деца од 5 до 17 годишна возраст. Секојдневно се организираат различни активности, од вежби заедно со физиотерапевтот, потоа едукативни работилници, забавни активности организирани од страна на волонтерите на одделот на млади при Црвен крст на град Скопје. Лекарите велат дека за успешно лекување е важно навремено откривање на срцевите аномалии кои може да го компрометираат комплетно животот на детето во иднина. Секоја мана велат дека има причина од претходно, многу често уште пред самото раѓање, затоа е неопходно следење редовно на развојот на детето, но и причина за тоа може да биде и генетскиот фактор. Во државата нема податоци колку е точниот број на овие деца, бидејќи тие се оперираат во приватни клиники. Не постои државна детска кардиохирургија и покрај иницијативата за нејзино отварање пред неколку години. За Гласот на Америка од Струга, Мики Трајковски.